Малиот рибар. Летото веќе одамна беше навлегло во нашиот крај. Секое утро сонцето се издигаше високо над планинскиот венец, а малиот Петар стоеше на терасата и го следеше со поглед дедо Анте како се подготвува со својот прибор за риболов. Петар се вртка околу дедото и му вели: Дедо, веќе е јуни. Да, знам, денес е 8 јуни. Не сум толку стар да заборавам кој ден е денес, му одговори дедо му, додека со внимание го средуваше својот прибор за риболов. Само мислев да не заборави наветувањето. Јас да заборавам? Никако. Само се уште не е 10 јуни. Знам дека имаш уште малку за учење. Еве, денес и само уште 2 дена. Учебната година завршува. А завршува и учењето. Доаѓа... Почнува весело да се смее Петар. Ветувањето ќе го исполнам. Ги правам последните подготовки. Еве, на 15 јуни заминуваме покрај река. Ќе кампуваме, ќе уживаме и... Веќе дедо му размислуваше. А да ловиме риба? Заборави дедо, го подсети Петар. Мислев дека ти се откажа од желбата да ловиш риба. Рече дедо му. Не, јас веќе сонувам. Еве пред некој ден сонував сум уловил голем сом. Толку голем што беше достоен за почит. А и се намачивме да го извадиме од водата. Кога се разбудив, целиот бев испотен од големиот напор. Раскажува Петар и воедно го следи дедо му што работи. Дедо му почна гласно да се смее. Ха, убавиот на дедо, мал рибар. Навистина ли сакаш да бидеш рибар? Па не сакам толку многу да ги ловам, повеќе сакам да ги запознаам сите видови риби. Сакам да ги погалам, ама и многу се вкусни, нели дедо? Последните денови од учебната година минуваа во радост, веселба и подготовки. Во семејството сите беа возбудени затоа што Петар прв пат ќе оди на кампирање неколку дена. Баба му и мајка му делеа совети како да се облече, како да се измие, како да јаде, како да се покрие навечер, затоа што спиењето во шатор не е шега. Дедо му и Петар само ќе се погледнаа и ќе почнаа да се смешкаат. На големиот ден се беше подготвено. Целиот прибор беше во автомобилот, а таму беше и рибарската трска на малиот рибар. Со долго свирење на сирената од автомобилот го најавија своето заминување. Двајцата патуваа околу 1 час. Петар, што ми издогледа реката, веднаш посака да застанат, да почнат да ловат риба. Ама, мудриот дедо Анте вели: се уште е рано. Еве само уште малку, погледни, таму каде што реката е скриена. Таму е таор, таму е таорската клисура. Таму ќе се сместиме. Петар е веќе нестрплив. Подпевнува и цврсто го држи ранецот врак. Дедо, еве се гледа реката. Тоа е нашиот Вардар. Знаеш ли дека јас знам многу за него? Секи ти раскажам. Само прво да се сместиме. Возбудено зборува Петар. Јас мислам дека најпрво треба да седнеме и да појадуваме, а потоа ќе одиме според планот. Така минаа 5 дена во заедничката дружба на еден дедо и еден внук. Секој ден шетаа околу реката, се насладуваа на убавините, дишаа свеж воздух, јадеа шумски малини, а најголемиот дел од денот ловеа риби. Петар учеше за законите на природата, за животните во водата и надвор од неа. Учеше се наоколу. Учеше малиот рибар за животот.